На крајот на јуни планетата Земја ја заврши најбрзата ротација околу својата оска во историјата 24 часа без 1,59 милисекунди. Причините за тоа се апсолутно неразбирливи за научниците, а последиците можат сериозно да влијаат врз нашите животи доколку овој процес продолжи. Постои можност дека ова е прв пат во историјата на човештвото да го видиме овој феномен и веројатно е дека глобалните часовници ќе треба да се забрзаат. Ова ќе биде неопходно за да се зачува координирано универзално време, какво што ние го знаеме денеска. Се заснова на многу точни атомски часовници кои се во синхронизација со сончевото време и се заснова на движењето на сонцето на небото. Најзагрижувачко во овој случај е тоа што научниците немаат поим зошто нашата планета одеднаш почна да се врти многу брзо. Според некои експерти, последиците би можеле да бидат катастрофални, додека други веќе почнаат да шпекулираат дека тоа се должи на климатските промени. Во сите години кога човештвото го мери времето, токму од 1970 година, брзината на ротацијата на Земјата околу незината оска секогаш се намалувала. Во оваа смисла сите атомски часовници на нашата планета од секогаш морале да додаваат престапни секунди. Тареното време, а тоа би можело да предизвика сериозни проблеми за IT системите што работат. Мета или Фейсбук предупреди на крајот на минатиот месец дека додавањето на така наречените престапни секунди може да има сериозни последици за сите паметни телефони, компјутери и воопшто комуникацијскиот систем. Разликата во читувањето на часовникот ќе биде помеѓу 23:59:58 и 00 часот, што може да има катастрофален ефект за секој софтвер кој се подпира на тајмери и распореди. Ова се должи на фактот дека успешното функционирање на таквите платформи предпоставува дека времето се движи напред и е постојано. Доколку внатрешните часовници на овие IT системи требаше да се померат за само 1 секунда за да се објасни чудното однесување на нашата планета. Може да се очекуваат големи прекини на услугите ширум целиот свет. Во меѓувреме научниците ги бараат причините за оваа абнормалност. Се очекува одредена група на научници на годинешниот состанок на Друштвото за геонауки на Азија и Океанија на крајот на неделата да известат дека промената на брзината на ротацијата на Земјата се должи на така наречениот ефект Чендлер-нишање. Термин кој го опишува малото и неправилно движење на географскиот пол на нашата планета на незината површина. Неговата вообичаена амплитуда е помеѓу 3 и 4 метри на површината. Но од 2017 година до 2020 година тоа не беше запазено. Меѓународната станица за ротација на Земјата во Париз ќе продолжи да го следи процесот и ќе ги извести владите во светот 6 месеци однапред кога треба да се додадат или одземат престапните секунди од времето. А дали нашата планета ќе продолжи да се врти побрзо и побрзо, а деновите ќе стануваат пократки и пократки, никој се уште не знае, барем не во оваа фаза.